Македонија полека сигурно постигнува билатерални договори со земјите од Шенген зоната за надминување на проблемот на превозниците, изјави министерот за транспорт Александар Николовски, откако деновиве возачите отворено побараа од земјите на Европската Унија, престојот да им се пресметува со часови и минути, а не во денови. Тоа е прашање кое што треба да го уреди Европската Унија и ние веќе имаме склучено неколку договори со земјите дел од Шенген зоната, рече Николовски. Веќе имаме такви договори со Хрватска, со Швајцарија и со Романија. Интензивно работиме со Австрија, со Унгарија и со Германија и на тој начин ќе бидат покриени земјите каде што нашите превозници најчесто извезуваат или низ кои што најчесто транзитираат. Очекувам во тек на октомври месец да започнеме разговори и со Словенија и на тој начин целата рута е покриена, така што тоа е нашата целосна поддршка. За се останато треба Европската Унија да изнеде решение. Во однос на најавите дека транспортерите од регионов повторно ќе ги блокираат граничните премини доколку не им се реши проблемот, Николовски вели дека Македонија има индивидуален пристап на решавање на проблемот, а дека најавените протести се под притисок на една соседна држава. Мислам дека има поконструктивно решение како што е постигнувањето билатерални договори и мислам дека протестите не се решение, рече Николовски. Она што го добив како чувство е дека една соседна држава прави притисок за таа работа пред од политички причини. Нек си ги решаваат своите проблеми. Ова е индивидуален пристап кој што ние го имаме, а не колективен. Ние сме засебна, суверена, независна држава и ќе ги решаваме проблемите онака како што ние мислиме дека е најдобро, другите држави нека си ги решават како што тие мислат дека е најдобро. Не смееме да паѓаме во една замка на колективизација на проблемите. Знаете дека долго време има обид да целиот регион биде представен како едно, како Западен Балкан. Јас со тоа не се слагам. Деновиве работната група на транспортери од регионов, во кои покрај Македонија се и Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, одржаа состанок на кој се договорија дека до 1 септември ќе ја чекаат Европската Унија да донесе решение за нивниот проблем и дека бараат нивниот престој додека ги извршуваат транспортните обврски да се пресметуваат според часови, а не според денови. Тие рекоа дека доколку тоа не се постигне, повторно ќе започнат протести со блокади на граничните премини.